Николовски. Почитувани гледачи, добар ден. Македонија гласа на 8-те локални избори од независноста. Државната изборна комисија излезе со пресекот на излезеноста на локалните избори до 13 часот. Пред да поминеме со нашите репортери од теренот, одиме прво со Сања Димитровска во ДИК. Што велат бројките, Сања, на Државната изборна комисија? Според обработените податоци од 3207 избирачки места, излезеноста до 13 часот е 20,12%, како што велат од Државната изборна комисија, таа е незначително помала во споредба со локалните избори во 2021, кога пресекот во 13 часот беше 20,76%. По општини, општината Чашка се издвојува како општина каде што имаме најголема излезност до 13 часот, 40,74%. Потоа следува општината Новаци со 36,52%, Вевчани со 33,76%, Доиран и Кратово со 30% излезност до 13 часот. Меѓутоа имаме и општини каде до 13 часот излезноста е помала и од 10%. Таква е општината Врапчиште, каде што до 13 часот излезноста е 7,23%. Исто така имаме помала излезност и во Гостивар 11,66%, потоа во Струга 16%, во Шуто Оризари 13,76%, во Тетово 18%, во Босилово 12,96%. Ја имаме и излезноста во град Скопје, па предлагам овде да ја слушнеме изјавата од порпаролката на Државната изборна комисија Радица Тодоровска-Алексовска. Во однос на излезеноста за градот Скопје, процентот на избирачи кои што гласале во избирачки места, од кои што ни се пристигнати податоците во градот Скопје, изнесува 20,07%, или по општини статистиката е следна. Аеродром 20,63%, Бутел 20,69%, Газибаба 18,97%, Ѓорче Петров 19,67%, Карпош 21,69%, Кисела вода 20,89%, Сарај 21,18%, Центар со 22% излезеност, Чаир 19,17% и Шуто Оризари 13,76%. Сања, кога е следниот пресек на ДИК? Но токму така во 15 часот и 30 минути ќе имаме нови информации од Државната изборна комисија за излезноста на овие локални избори до 15 часот, така да во вестите во 16 часот ќе имаме и нови информации. Димитровска, повторно во живо од Државната изборна комисија. Одиме сега во една од поголемите скопски општини, Кисела вода, Наташа Мерсовска со последните информации. Добар ден, Тино. Без никаков застој се одвива гласањето во општина Кисела вода, каде што право на глас имаат нешто над 53.680 гласачи. До излезноста до 13 часот и 30 минути изнесува 25%, а како тече изборниот процес слушаме од председателот на избирачкото место во Кисела вода. Ово избирачко место е 2743 во Кисела вода. Излезноста до 1,30 е 25%. До сега немаше никакви нерегуларности. Ги прашавме и граѓаните кои се нивните очекувања од идниот градоначалник. Предлагам да ја слушнеме анкетата. Па секако имаме големи очекувања. Значи прво да се среди градот, затоа што со ѓубрето што не е собрано целиот град, сликата и за нас и за другите луѓе што доаѓаат туристите, стварно не е пријатно. А после се знае сите поред други прашања. Нови проекти што ги најавуваат, исто така да ги исполнат ветувањата. Тоа што го обеќаваат да го исполнат. Сега во последно време хигиената е некако на долно ниво, да кажем, околу хигиената да се грижа да се пуши. Да, тоа беше Наташа Мерсовска со извештајот од општина Кисела вода. Одиме сега во една од најколоритните скопски општини, Шуто Оризари. Маријан Ников. Маријан, што велат податоците од тамошната општинска изборна комисија?
За податоците секако за неколку секунди ќе добиете информации, но на што можев да го видам тука, барем досега, можеби и заради времето, но можеби и темпераментот на луѓето го прави своето, најголема раздвиженост барем досега од она што ги имав можност утрово, еве веќе сме на трето или четврто избирачко место да ги посетиме. Меѓутоа, како што спомена ти, за податоците повеќе информации ќе добиеме од председателот на Општинската изборна комисија на Шуторизари. Му ми вели нема да зборуваме сега за бокс, можеби во некоја друга прилика, сега ќе зборуваме. Да, сега за сериозни работи ќе зборуваме. Што велат бројките, и кажете ни за кој термин од денот ги имате? На почеток, од 07 часот сите избирачки, 36 избирачки места се отворени и сега можам да дадам податоци до 9 сат имаше 2,17%, во 11 сат се зголеми малце процентоста од 6,39% и во 1 сат имаше малце поголем процент од 13,76%. Сега, се надевам дека сега е веќе 2 сатот и расте повеќе и повеќе, значи на секои 2 сати, 3 сати ние даваме, како се вика, пресек. Да, како излезненост. Кажете ми, еве, веќе помина, можеби, ајде да не кажам половина од периодот за гласање, дали има некои неправилности, дали некој се пожалил кај вас, кој немали во избирачки список, некој проблем да има, недостасуваат ли ливчиња, дали имало некој проблем барем во овие 5 часа од досега од гласањето? Така, имало проблем кој што многу гласачи не знаеле кај треба да гласаат, но кога ќе дојдат кај нас во општинска организација Шуторизари, значи ги наоѓаме според дик како се и ги наоѓаме и им го кажуваме на кој ова се дешава повеќе кај стари лица кои што не знаат кај треба на која бројка да гласаат. И им напишуваме примерно 2966 и ние и они таму гласат и ги упатуваме и така да нема никаков проблем. Во еден период во 2966/7 гласачкото место беше затворено 35 минути поради дека имаше гласачко ливче со секочан ставено во кутијата. Со консултација на Државна изборна комисија беше отворено и сега тековно си тече. Само тековно си тече. До сега нема никакви проблеми, сите луѓе си доаѓаат, си гласаат и нема никаков проблем. Добро, да се надевам дека така ќе биде до 19 часот кога завршува гласањето, меѓутоа работата на комисиите продолжи понатаму. Тоа е конечниот во 19 часот се затвора гласањето, во кој после тоа доаѓа записниците доаѓаат и тоа е тоа. И ја завршуваме и идеме према Државна изборна комисија со записниците и ги предаваме конечните резултати од сите гласачи. Ви посакувам успешен ден, пред се мирен, до 19 часот па и понатаму и со надеж дека ќе се исполни она желба на граѓаните, на гласачите. Се надевам дека ќе биде и така како и до сега, мирно, без проблеми, без ништо. Благодарам за Муми Вели и секако тука еве се одјавуваме од ова вклучување од Шуторизари, како што споменав, можеби и заради терминот, но секако и најголема раздвиженост, барем до сега што имавме можност да се јавиме од скопските општини. Маријан Ников од колоритното Шуторизари одиме во питорескното Крушево. Таму е Дарко Штарговски. Дарко, што вели гласањето во една од повисоките, можеби највисоките во смисол на надморска висина градови на Балканот? Точно така, Тино, највисокиот град во Македонија денеска гласаше на 8-те поред локални избори. Излезеноста во 13 часот според податоците на Општинската изборна комисија изнесуваат 33,8%, што е за околу 3% помалку од излезеноста во 13 часот на претходните локални избори 2021 година, кога оваа бројка изнесуваше некаде 36,6%. Но како тече точно денешниот изборен ден тука во Крушево, ќе ни каже мојот соговорник Драган
Драгана Филиповска, председателка на Општинската изборна комисија од овој град. Дали навреме беа отворени сите 23 избирачки места колку што ги има во општината и како се одвива гласањето? Избирачките места во општина Крушево беа навремено отворени. Одвивање на гласањето е во најдобар ред. Навремено започнато гласање, 22 избирачки места, се едно имаме по 10 гласачи, така да тоа е споено со друго избирачко место. За сега е добро, гласањето се одвива во најдобар ред. Колку граѓани има право на глас да го остварат денеска? 7774 гласачи, што е малку помалку од претходните локални избори. Според оние податоци кои што ги имаме, да, е за 165 граѓани помалку од 2021 година на претходните локални избори. Да, така. Колку болни изнемоштени лица гласа во текот на вчерашниот ден? Пријавени беа 222 болни изнемоштени лица, од кои правото го остварија 207, а другите 15 од различни причини не го оствариле своето право на глас. Дали до сега имате пријавено некакви неправилности на овие 22 избирачки места, како што кажавте? На едно избирачко место имавме краток прекин од половина час, меѓутоа гласањето е продолжено. Благодарам на овој разговор. Тино екипата на Сител од Крушево продолжува за Прилеп, каде што според податоците на тамошната општинска изборна комисија излезеноста до 13 часот изнесува околу 21%, што е за околу 10% помалку од претходните локални избори, кога во 2021 година во 13 часот во општина Прилеп гласале 31,3%. Дарко Штарговски, ти благодарам. Од еден убав град одиме во друг, во градот на кулите и мостовите. Даниел Василев од Кратово со последните информации и за излезеноста и за текот на гласањето. Добар ден, Тино, морам да забележам на почеток дека во Кратово во моментов времето е многу убаво, па и поради тоа е доста раздвижено низ целиот град. Мислам дека тоа ќе се преточи во бројките за излезеност, но да почнеме од почеток. За тоа дали во Кратово има некакви изборни нерегуларности, можеби инциденти, го прашувам заменик председателот на Општинската изборна комисија Зоран Ивановски. Господин Ивановски, како се одвива гласањето во Кратово денеска? Гласањето денеска се одвива во најдобар ред. Нема никакви забелешки за нерегуларности. Сите избирачки места беа отворени навреме. Избирачките одбори пристигнеа пред време, ги спремија местата за гласање, така да засега се тече во најдобар ред. Какви се последните информации за излезноста во Кратово? Излезноста до 14 часот во проценти е 30,01 или 2230 гласачи го оствариле своето право на глас. Ви благодарам многу за овие информации. Тино, само да најавам дека во следното информативно издание во 16 јас ќе се вклучам од Крива Паланка. Да, Даниел Василев од Кратово, ти благодарам. Следно на ред е нашиот дописник кој изборната тура ја изведува низ Источна Македонија, на ред е Виница. Што велат Виница и гласачите од Виница? Така е, Тино, добар ден од Виница, поточно од Виничкиот плоштад Ангел Винички. Денес разговараме со подзаменик председателот на Општинската изборна комисија Киро Довичински за текот на изборниот процес. Господине Довичински, како се одвива изборниот процес, колку виничани имаат право на глас и на колку избирачки места може да го остварат своето избирачко право? Вака во Виница има запишено 17.049 гласачи, односно луѓе со право на глас. Распоредени се на 33 избирачки места. До 13 часот има излезено 3656 гласачи или 21,4% од вкупниот број на запишени гласачи. До сега од избирачките комисии немаме никакви поплаки, никакви замерки, нити дојави за некакви нерегуларности во текот на изборите. Јас се надевам дека така ќе остане до крајот на денот, ќе заврши мирно и успешно и за подобро на сите граѓани на Виница. Според досегашната динамика, дали сметате дека во попладневните часови ќе има поголема излезност на гласачите? Што вели статистиката досега?
Според статистиката вообичаено е во попладневните часови да има поголем одзив на гласачи и мислам дека ќе има значително повеќе од предпладневните часови. Ви благодарам за разговорот и за одвоеното време. Тино, овде некаде ќе биде крајот на ова моје јавување. Следното го најавувам за од малата рурална општина Карбинци. Трајан Ристовски во живо од Виница. Нина Аритоновска веројатно има најубавата изборна тура. Охрид, Струга, сега Вевчани. Што велат вевчанци? Каква е заинтересираноста за гласање и како тече изборниот процес? Токму така, Тина, моментално се наоѓаме во Вевчани, сместено под падините на планината Јабланица, каде граѓаните гласаат на 3 избирачки места. Право на глас имаат 2092 граѓани. За тоа како тече изборниот процес, разговарам со председателот на Општинската изборна комисија, Минка Ќуковска. Минка, како тече изборниот процес до овој момент? Дали навремено беше доставен материјалот? Добар ден. До овој момент изборниот процес тече во одлични услови. Навремено беа отворени избирачките места и до сега не е пријавена никаква пречка или проблем. Колкава е излезноста процентуално до 13 часот токму тука во општина? До 13 часот е 33,76% излезност. Право на глас имаат? Право на глас има 2092 колку што се запишани во списокот. Од 2092 33,6 се излезноста до 1 час. Следбено со изминатите избори, дали имаме зголемување на бројот на излезност до овој момент или намалување, или па тука е некаде? Да. До овој момент нема намалување, тука е некаде, некоја незначително околу 1%, поспоредбено со претходните избори што се одржаа. Некои нерегуларности пријави од страна на граѓани или од избирачки места, дали се доставени до вас? Не, до сега не, до сега нема ни приговор за доставен до Општинската изборна комисија, што значи процесот се одвива во мирен пат. Ви благодарам на гостувањето. Инаку, Тино, да напоменеме дека од СВР Охрид најавија дека изборниот процес во овој реон тече непречено, во фер и мирна атмосфера, без никакви нарушувања во текот на гласањето. Тоа би било се од Овалинковско вклучување од Вевчани. Аритоновска заминува за Охрид, а од југоистокот на земјава Зоран Ѓоргиев од Ново село, кое според кадарот воопшто не личи на село. Да, ова јавување го реализираме од крајниот југоисток, односно од Ново село, каде што исто како и во останатите делови од југоисточниот дел на државата, гласањето тече без никакви проблеми. Пред да ги соопштиме податоците за Ново село, да кажеме дека во другиот дел од овој регион гласањето тече без проблем, како што реков. Во Струмица до 13 часот гласале 20,75% вкупниот број на запишани избирачи, во Ѓевѓелија 24,98%, во Валандово 21,26%, во Богданци, кој што во моментов има најголема излезност во овој дел од државата, 27,31%, во Василево 19,43%, Дојран 25,77%, Босилово 12,96% и во Радовиш 15,7%. За тоа, како во Ново село тече гласањето, дали се регистрирани неправилности, имајќи опреди дека вчера тие започна малку подоцна со гласањето на болните изнемоштени лица поради оној технички проблем, односно печатната грешка. Разговаравме со председателот на Општинската изборна комисија Павлина Ѓоргиева, па во продолжение ги слушаме податоците од неа. До 13 часот, каква е состојбата во општина Ново село? Има ли проблеми? Колкав е одзивот на гласачите и практично како тече целиот процес? Во општина Ново село до 13 часот гласаат 2302 гласачи или изразено во проценти 20,83% на вкупно 20 избирачки места. Има ли некакви проблеми? Мајте опреди дека стартот вчера имаше одредени технички проблеми, печатни грешки кај гласачките ливчиња за советниците. Дали сето тоа е надминато? Да, сето тоа беше надминато, имаше технички грешки во листата за совет на општина Ново село, меѓутоа се заменија ливчињата, сите болни гласаа во Ново село, така да гласањето се заврши во нормално време. Да, Зоран Ѓоргиев во живо од Ново село. Зоран останува на југоистокот на земјава да го следи гласањето.
А време е за споредбата на излезеноста во првиот круг од годинашниве локални избори со тие. Претходна анализата има Александар Спасовски. Александар, се поместија бројките малку? Да, имаме, може да се каже, најниска излезност во еден изборен процес во пресекот во 13 часот. Ова е половина од изборниот процес, ни остана уште половина ден, уште 6 часа од оние 12 предвидени за гласање. Бројките ги имаме на ниво на Македонија. Излезноста е 20,16%, како што реков, тоа е најниска излезност која што се бележи во еден пресек до 13 часот. Во Скопје имам излезност од нешто над 20% до 13 часот. Таа е повисока од претходниот изборен процес, но треба да се има предвид дека значителен раст бележи излезноста во оние општини каде што доминира население од албански етнички состав и во Скопје и низ Македонија, и веројатно тие се тие кои што ја креваат излезноста на ниво на цела Македонија. Треба да се има предвид дека изборите во 2013 се еден вид на рекорд и забележувате дека имаме 36% излезност до 13 часот. Веројатно веќе никогаш нема да го достигнеме тој процес, имајќи ги предвид сите оние миграциони движења. Сега се движиме околу нивото од 20,16, што е, ајде така да кажеме, веќе воспоставена константа за избори, за локални избори, имајќи предвид дека и во 2021 бевме тука некаде. На следниот телоп воведовме практично уште неколку изборни процеси, чисто за да имаме представа за тоа како се движела излезност и може да се забележат. Ова се парламентарните избори во 2024-та, председателските истата година и исто така парламентарните во 2020-та година. Може да се забележи дека практично она што е на половина од изборниот ден, потоа се дуплира и се додава уште некои проценти, така од прилика излегува излезноста на крајот на изборите со некои мали отстапувања, како например парламентарните избори кои што беа 25% во 13-та, отиде преку 55, но треба да се има предвид дека заедно со парламентарните избори се одржуваше и вториот круг на председателски избори кој што беше на некој начин во тие околности и дополнителна мотивација за излегување на гласање. Одиме во Скопје да видиме каква е излезноста на ниво на скопските општини. Може да се забележи некој благ раст во оние општини каде што има некаква неизвестност околу тоа кој ќе ја однесе победата. Таква е ситуацијата во центар, имаме некои 2 поени раст. Слична ситуација имаме во Карпош со нешто под 1% раст. Во останатите општини може да забележите дека има одредено благо намалување кое што е во рамките на она што го најавивме и во рамките на она што го очекувавме. Например, Киселавода е 1% под она што било во 2021-та. Во општина Ѓорче Петров имаме некаде 2% поени намалување. Тука некаде е Газибаба нешто под 1 поен. Во општина Аеродром практично имаме идентична излезност како и на локалните избори во 2021. Ова се поголемите градови низ Македонија кои што ќе ги видиме на следниот телоп. Тука исто така може да се забележи она иста слика во оние градови каде што има каква таква неизвестност. Имаме раст на излезноста, раст на одзивот. Ситуацијата е таква во Струмица, некаде над 2,7% поени растот, за разлика од останатите општини каде што има едно, ајде така да го наречеме, намалување. Најдрастично е во Прилеп каде што одиме 10% поени подолу од она што беше во изборниот процес во 2021-та. Во Куманово, уште една општина каде што се очекува една понеизвестна битка, гледате раст од 4% поени. Битола, како што кажавме, она слика што се прати низ сите општини каде што доминира население од македонски етнички состав, намалување на излезноста за 4% поени. Одиме на општините во кои што доминираат етничките албанци. Да почнеме од скопските, веројатно едно од најинтересните битки која што ќе ја следиме во текот на вечерта, кога ќе ги објавуваме резултатите, е општина Чаир. Може да забележите 6% поени раст на излезноста во однос на претходните локални избори. Уште поголема, безмалку 8 поени раст во општина Сарај.
4% поени раст во општина Тетово и овде ќе забележите дека во општина Струга и во општина Гостивар имаме одредено намалување, што не е случај со општина Кичево, каде што имавме раст од 24% поени. Кога сме кај Кичево, сакам да споменам една интересна ситуација. Во 2013 година во Кичево сме имале преку 50% излезност до 13 часот. Тоа е прва година кога се гласаше по новата територијална поделба, кога во Кичево се додадоа и општините Зајац, Другово, Вранештица и Осломе, и практично тоа е еден рекорд кој што е до 13 часот во еден процес на локални избори. Зборуваме за големите општини. Инаку, Тино, за крај да напоменам, веќе тоа беше и кажано, дека општина Чашка го држи рекордот во 13 со 14,7% излезност, но таму се запишани 6141 гласач, гласале само 2500, процентот од тука е висок. Најниско сме во Врапчиште, 7,23%, но Врапчиште е релативно голема општина за македонски услови, има повеќе од 25.000 гласачи. Следна анализа, Александар, во вестите во 16 со нови бројки и актуелни и тие од претходно. Ти благодарам за оваа анализа во вестите во 14. А следното издание на вестите е во 16 часот со колегата Маријан Николовски. Пријатно.